им е ладно сега тук. Гледам насмеяни фаци, весели фаци, така да... Председателе, ајде да ве прашам нешто сега. Ако вака веќе кажувате дека се гласа поединечно и дека секој утврден предлог може да продолжи понатаму, еве едно просто прашање. Зошто првиот предлог кој го усвоивте, не го ставивте како точка на дневен ред, за да го изгласаме, за да немаме проблем со Уставниот суд, Кацарска да пишува писма, да ја повикува опозицијата, а никако да ве повика вас да работите затоа што 10 месеци не сте свикале седница. И сега да ве прашам, пошто гледам многу паметни глави што лажеа председателката на комисијата да подпише нешто, истото го кажуваат, денеска откако ќе ги изгласаме овие 20 предлози за уставен судија. Повторно ќе имаме точка на дневен ред, избор на и гласање на судија на уставен, за мерак. Браво. Одлични сте. Супер. А извештајот што ќе напишеме? Повторно почнавме со точката на дневен ред, па ќе ја терате женава да подпишува таму? Набубаво. Браво, браво. Направивте, не ве бранам, јас ве жалам. Ве жалам, председателке, ве жалам. Тоа сега кога ќе ви ја поднесеме интерпелацијата, ќе го кажеме се што имаме забележки. Јас ве жалам, за жалење е работава. За жалење е работава. Ама го жалам и овој парламентарен состав што дозволи во една година и на етичкиот кодекс да фрли земја, еве сега со ова новото и на деловникот. Завршија процедурите во оваа зграда. Завршија дискусиите. Па зошто тогаш не трпевте да збориме за третиот уставен судија и да имаме третиот, односно деветиот предлог, за сега да правите извештај? Што не свикувавте седници минатава недела? Еве, ако биле договорени летоска одмори и овој одмори, минатава недела немавме ништо. Зошто не свикувавте комисија за да работиме за третиот предлог? Или сега ви текна, сега дојде насока, вака ќе правиме, затоа што треба да скршиме деловникот. Не е проблем. Праксите кои што ги направивте, ќе останат. Оваа зграда има институционална меморија. Председателот на собранието употребува еден израз, ќе ви се крши од глава. Не да ви се крши, ова ќе биде бела книга со негативни примери кои што се случуваат во собранието и цела таа бела книга само ќе се спроведува. Еден ден ќе заврши оваа приказна. Не може вака абсолютистички да се однесувате. Еве, Европа ви наоѓа замерки. Ви ги пишува тие во извештајот на Европската комисија. Народот не да ви наоѓа замерки колку сакате. Ма ќе дојде ден, видов ден што викаат србите. Тој ден ќе ги одмериме силите и ќе се направи природна промена на местата. Тогаш бе луѓе треба да работиме по овие практики кои што вие ги донесовте тука. За мерак ќе биде работава. Не е за смеење, председателе, точно знаете што правите и точно знаете дека го кршите деловникот и точно знаете дека после вакви работи собранието не може да продолжи да работи нормално.